Извинете, господине, кратка анкета, дали може? Добар ден, многу убава капичка носиш. Ви благодарам. Жолта, а? Да. Како канаринч? Па така нека биде, Ајде, пукај. Господине, дупката во пензискиот фонд со години се продлабочува. Што ги кажете за ова? Па добро сега, тоа е сосема нормално. Имаме се помалку вработени, а се повеќе пензионери, ама белки ми јас ќе го дочекам тој ден. За 5 години, 3-4 месеци треба да идам во пензија и се надам дека ќе бидам среќен пензионер. Денот ќе го дочекате, ама пари за пензија дали ќе има, не знам. Ќе има, јас сум оптимиста, а и ако нема ќе се снајдам бе, знаеш што ќе правам? Ќе работам нешто хонорарно. Во некоја кафанче може да работам како конобар. Во некоја фирма може да бидам security, вие тоа го викате, ние го викаме чувари. Ќе работам како чувар, ќе чувам наваму натаму, ќе вадам бе некоја паричка за лек и за леп ќе имам. Добро, ќе се снајдете, ќе работите, ако ве држат нозете, ама ако не сте во форма, што ќе правите тогаш? Што, болен треба да бидам сега, болен ли ме правиш? Мислам, не си, ќе му се јавам на уредникот, мислам, какви се овие апокалиптични прашања? Ќе бидам здрав и жив, ќе си работам и хонорарно, ќе зијам и пензија и после бе некое нормално прашање, доста со овие глупости. Добро, еве, ајде едно поедноставно прашање. Песимизам, еве едно поедноставно прашање. Христијан Мицковски беше избран за старо нов лидер на ВМРО ДПМН. Честитки. На конгресот беа присутни 817 делегати, од кои 804 гласа, од кои сите 804 гласа за. Значи 817 присутни, а гласале 804. Да. И сега тука математички се поставува прашањето. Фалат 13 луѓе што не гласале. Ни против, ни за, ни воздржан. Така? 13 души. Зошто не гласале? Еве сега тука тоа мене прашање ми се поставува. Не се согласуваат со политиките на ВМРО, го мрзат Мицковски, ги стегнало диарија па отишли у ВЦ. Значи јас да сум на местото на Мицковски, нема да се правам демократ, него истрага. Кои се тие 13 луѓе што не гласале? И зошто не гласале? Нека кажат. За уши, клоца у дуе, мрш од партија. Предавници не ни требаат. Господине, расправата за буџетот на Република Македонија за 2026 година заврши после само 2 дена. По експресно носење на буџет неам видено, а памтам времења, со недели се расправаше за буџетот, па кавги, па викања, лопови, па едно време ги избација овие пратениците од опозиција надвор од салата. А сега се натенане, оп, троп, трт, мрт, 6,7 милиарди, мјау. За кризата со мигрантите, што ги кажете? Што да кажам, вие новинарите претерувате, еве на пример овие англискиве новинари што објавија лажната вест. Чекајте, па не е потврдено дека е лажна веста. Ама сега не ме прекинуе, остајме да докажам. Тие новинари гарант шуруваат со овие од СДСМ. Ја објавија веста еден ден пред конгрес на ВМРО. Сега, што е целта? Целта е јасна, да се пренасочи вниманието кон глупости. Вие македонските новинари само глупости пренесувате, што да кажам, а Македонија оди напред. Како оди напред? Како оди? 3,7% раст на БДП у трет квартал, трет у Европа. Раст на номинален БДП за 10,7%, а за тоа ќутите. Плюс, минатата недела, воздухот у Скопје беше почист од оној во Приштина, во Белград, во Сараево, во Љубљана, во Виена. Ќутите како рибки, за тоа ќутите. Само глупости пренесувате и се водите по тоа правилото, само лоша вест е добра вест. Не отрувте од црнила, ман више од вас, мислам, хајде, носете се таму. Австралија прва во светот воведе забрана за користење на социјалните медиуми за лица под 16 години. Што ќе кажете за ова? Алал и вера, ја поддржувам Австралија и ќе ви кажам зашто. На TikTok, замислите, излегла некоја игра со која младите се удараат по тестиси. И таа глупост со брзина на светлината се рашири и кај нас. И замислете, 9 оделенци ги маваат по тестиси 600 оделенци. И додека 600 оделенците се виткаат од болка, мачителите се смеат. Затоа ја поддржувам Австралија и сметам дека социјалните мрежи не само што се опасни за нас, туку уште поопасни се и за децата. Граѓаните и компаниите должат над 36 милиони евра кон град Скопје по основ на даноци и такси. Па нели си ја сакаме државата и градот? Па како ќе има развој
ако не плаќаме даноци? Нашите луѓе кои ќе отидат у странство, како таму одма си плаќаат даноци, а тука се прават мангупи. Знаеш што не ми е јасно? До кога ние ќе си ја третираме државата како пачавр? Тетовчани се соочуваат со чести повеќедневни прекини на водоснабдувањето. За ова што ќе кажете? Што ќе кажам, знам, имам една колешка, ама она си го најде чарето. Како си го најде чарето? Па се пресели у Скопје, сега 2 пати дневно се тушира и чао.